Значи, од почетокот на моето обраќање би сакала да се обратам на господинот Талат Џафери. Вие, господине, сте избрани за технички премиер согласно Пржинскиот договор и законот за влада, а не согласно Уставот. Вам на ова место ве предложи СДС поради коалиционен договор, а не ве избра народот. Тоа што денес имаме ваква творевина е исклучок, правен преседан и уште еден доказ дека Република Македонија се уште е заробена држава и тоа последните 6 години е заробена од ДУИ. И затоа е дискутабилно вашето обраќање денес, кое го отпочнувате со цитирање на членот 94 став 2 од Уставот, бидејќи Уставот не познава технички премиер. А луцидна е намерата и желбата да доминирате во секоја смисла на зборот. Ова е контрауслуга која што си ја правите, но вие си знаете. Како второ, не очекував од вас дека ќе читате Facebook статуси, туку дека ќе чекате официјален документ. Кој може да даде документ во име на една партија? Председателот, највисоките партиски органи тела, а не поединци. Еве, ќе ме прашам, дали може, например, Али Ахмети сега да каже дека не се согласува со одредени политики на власта, а вие, како висок функционер, да одлучувате во името на ДУИ кои министри ќе останат во владата, а кои ќе си заминат. Тоа што не сакате да ви го прават вам, немојте да им го правите на другите. Со вашите преседани уништивте повеќе партии и затоа долго време се задрживте како единствена албанска опција на политичката сцена. Но вашиот крај е тука, го гледате, и затоа се овие панични напади, затоа е ова препелкање. И, како трето, последно, за прв печаток нема втора шанса. Господине Талат Џафери, вие нема да останете запаметен како првиот албански премиер, туку како технички премиер од ДУИ кој што ги брка албанците од влада и ги тера да даваат пресови надвор од владата поради Facebook статус. Вие ќе останете запаметени како технички премиер од ДУИ на кој што не му се битни професионалните и кадровските решенија и вложување на поединци кои ризикуваа пред една година за денес се уште да бидете на власт и токму вие денес да седите во тоа ваше столче. И, како последно, вие, господине Талат Џафери, ќе останете запаметен како технички премиер од ДУИ, кој што ќе го предаде премиерскиот кабинет на Христијан Мицковски, а ДУИ ќе оди во длабока опозиција. Сега ќе му се обратам на господинот Меджити. Вие, господине Меджити, бевте едно кратко време министер. Ние ве предупредувавме и затоа денес би употребила една стара наша поговорка која вели кој со ѓаволот тикви сади, криви ги вади. И сега, кога станавте премиер, кога станавте министер, се извинувам, дали бевте некогаш свој на своето? Вие всушност не бевте дел од тимот. Ве предупредувавме, ќе речам уште еднаш, и ве молевме да не ги оставате на власт. Наместо денес да имаат благодарност, дека заради вас и заради таравари, оваа влада обстана. Тие ве напаѓаат и ве бркаат, замислете, на 85 дена пред избори. Во вашиот говор велите влегов во оган. Можеби. Но дали вреди за Артан, Талат, Бујар, Бесими да влезете во оган? Додека вие секојдневно се молеле кај горе наведените за 1117 решенија на вработени на договор на дело во здравство, дозволи за решавање на паркингот и катни гаражи или спојување на клиничкиот, тие си местеа тендери и станаа милионери. Додека вие сте ветувале разврска и одговорност за одговорните на онкологија, тие вртеле телефони кај обвинителот од нивниот фотоалбум да ги зацкрие во истрагата одговорните, да се скријат фактите, да се скријат доказите. Можеби вие не сте свесни, ама повеќе клиники во Република Македонија се онкологија. Додека вие сте биле лажани,
Од ДУИ, како главни во власта, тие купуваа хотели, трговски центри во центарот на градот, дуќани на улица Македонија, нивните внуци станаа најмладите милионери, дури и добитници на пари од Фондот за иновации, вработуваа нови партиски војници, трошеа на репрезентации, се шетаа по светот, а народот патеше за парче леп, земјоделците исто така, младите се селеа. И не можам, а да не спомнам, дека Македонија стана држава каде убиствата и пресметките со оружје се секојдневие. Гледаме куршуми се оставаат во знак на закани или опомени, убиствата, дрогата, распространета, а граѓаните немаат пасоши и лични документи и денес се заробени во сопствената држава. Затоа, мојата последна реченица. Битно е со секој наш чекор да ја гледаме големата слика, не само сопствените лични успеси. Вие и да бевте најдобриот министер за здравство, вашите другари до вчера беа криминалната ДУИ. Ви благодарам.